Почитувани, хуманоста пред се, тоа е мотото на една група на хуманитарци и волонтери од Лабуништа. Покрај мене се тука, сигурно ги препознавате веќе со нивните активности, одамна веќе се познати. Тоа се луѓето кои што уште пред неколку месеци им излегува во пресред на голем број на бегалци кои што преку Македонија заминува за западноевропските држави. Имавме можност пред неколку месеци накратко да се запознаеме, заедно со нив да присуствуваме на граничниот премин во Гевгелија и да се запознаеме со дел на одредени нивни активности. Меѓутоа, целта овој пат на ова уште една наша средба е една иницијатива која што навистина многу ретко може да се среќава во нашиве подневја, иако сепак станува за млади луѓе кои што благодарение на својот елан и желба да се помогне и се разбира фирмите и приватните лица кои сакаат да донираат, наоѓаат простор да им помогнат на оние луѓе кои што моментално ги погодила економската криза без разлика од било кој каков аспект. За тоа, зашто сушто станува збор, ќе ви каже прво еден од главните иницијатори на оваа активност, тука ни е Дуре. Па еве накратко ќе ни каже каде се наоѓаме и сушност зашто станува збор. Дуре, ја најкратко би сакал да ви се заблагодарам што еве ни одвоивте време. Накратко ќе запознаете јавноста за вашава активност сега моментално, што и се надам дека имате некоја повеќе. Фала. Значи, вака прво да се заблагодарам за вашата помош, што ни ја давате на овој начин да се и ние промовираме. Како што спомнавте, ние веќе 8 месеци сме активни во бегалската криза. Благодарение на таа хумана што ни ја дава нашите граѓани, решивме истата таа работа да ја примениме тука и кај нас. Пошто не својствено е ние да се трудиме за некој однадвор, а своите дома да бидат главни. Имајќи ја предвид тешката економска ситуација која владее секаде, па за жал и тука кај нас, ние се среќаваме со некои фамилии што стварно имаат потреба од помош. Подгорци, Лабуништа, Боровец, Октиси и другите места. И за таа цел решивме да отвориме еден хуманитарен магазин, каде што секој кој што има било каква помош, пред се прехранбени продукти, да може да ги достави во нашиот магазин, ние тука да ги селектираме, да ги спакуваме и да ги доставиме на оние фамилии на кои што имаат потреба. А верувајте, во нашиот крај има потреба. Така да не дозволиме, или како да кажам, ние имаме обичај да донираме само за време на празници, како што е Бајрам, Рамазан, Нова година и други празници. И се среќаваме со еден проблем, една фамилија да добијат по 20, по 30, да речеме вреќа брашно, а друга фамилија која стварно има потреба да нема ниту едно вреќа брашно. Така да со селектирањето на овие производи ние ќе направиме поголем број на пакетчиња и тие пакетчиња ќе му ги доставиме на нашите браќа кои што стварно нема. Не е срамота да се побара помош, срамота е тој што има да не може да помогне. Ние сме отворени со работка со сите. Значи, доволно е едно масло, едно пакетче шеќер или било што да се донесе, ние ќе спакуваме и радо ќе му го доставиме на било кој што има потреба. Значи, иницијативата потекна тука од кај вас, така што сте редовно колективисти и волонтери. Вака ме интересира, има ли каква е бројката од прилика, да речеме, во глобала, да речеме за Подгорци, Лабуништа, Боровец, дали има такви семејства на кои што навистина им е потребна помош? Нашалост, тоа е тешко да се признае, но верувајте дека има. Ние моментално располагаме со бројка околу 70 до 80 фамилии, Лабуништа, Подгорци, Боровец, односно домаќинства кои што имаат потреба. Вака се вашиот колега ми го прашал тука, кој има право сега да речеме на ова? Мислам, дали имате некоја селекција дека навистина овој човек треба да зема, па некој дошол па нема можност за такво нешто? Ние не селектираме никого, како да речем, некој што има потреба стварно да зема, треба да зема, некој што нема потреба, како да речем, не го врачаме, не знаеме кој е, дошол човек на врата и можеме да Јас би се надоврзал, значи пред се ние апелираме и право на помош има, значи, оние сираци, вдојци и стварно оние семејства кои што се и материјално загрозени. Има ли фирми и приватни лица кои што пројавуваат желба да помогнат?
На почетоков имаме две фирми кои што ни помагаат со своите производи и апелираме. Значи ова е нова иницијатива, бидејќи ние како што одевме во Гевгелија собиравме едни производи, а сега е ситуацијата друга. Значи за да снабдишено семејство не е потребно пакетче со основна храна, туку потребни се други производи. Ние имаме едно соопштение каде што апелираме да се достават оние производи кои што се најнеопходни: брашно, шеќер, масло, макарони, млеко, батаци и други прехранбени продукти кои што му се потребни на едно семејство во текот на еден месец. Селекција на производиве, мислам, што треба да се донира, што може некој има такво нешто или речиме што може да донесе ево покрај масло, дали облеката се уште да речиме може да се донира? Секако облеката ние дел ја селектираме за тука, за нашите средини, дел исто така ја праќаме за Гевгелија, значи лично и да ја доставуваме во Гевгелија. Значи кој што ќе прави желба да донира, ние водиме евиденција што ние немаме во магазинот. Значи вршиме една анализа што ние немаме и што ни е неопходно. Доколку некоја фирма сака да донира, слободно може да не контактира, ние ќе му испратиме допис кои производи ни се потребни за донирање. Вака малце ќе се вратам назад сега на прашањето. Во Гевгелија рековте дека одите пак, значи. Да. Каква е моменталната ситуација? Јас бев пред неколку месеци заедно со вас. Па има ли разлика од тогаш, значи до денес, ево, последен пат кога сте биле? Има разлика, малце кампот е добро среден, а гужвите со пак иста катастрофа, се враќаат луѓе, не ги пуштаат од Србија, ги враќаат кај нас, седат по 5 дена, по 6, без јадење, без пиење. Има некои организации, тие се по-малце храна, ништо, еден сендвич и тоа е, ништо, само еден сендвич. Значи недостаток на помош се чувствува така? Да, се чувствува недостаток на помош. Туре вака апел некако вас сега кон еве, пака сега има малце пошироко луѓе да ве запознаат, обично да ви кажам од искуство, кај нас ретко читаат луѓе, реално. Значи обично гледаат или фотографија или видео. Колку да има текст интересен, колку ќе види не го чита, утре колку има видео малце поинафор. Еве, значи, преку ова видео ќе имаме можност, значи, луѓето да се запознаат со вас. Еве еден ваш апел, да речеме, до сите оние, да речеме, прво до фирмите кои што имаат можност и апел до оние, да речеме, што навистина имаат потреба од помош, да не се срамат него директно да ви се јават. Вака, значи, ние имаме едно мото каде што викаме дека не може на секој да му се помогне, но секој може на некој да му помогне. Така да апелирам до сите фирми кои што сакаат да му помогнат. Слободно нека ни се јават, ќе контактираме, нивната роба ќе ја прибереме тука, ќе ја спакуваме и ќе биде доставена на сите оние кои што имаат потребно. Исто така, сите оние фамилии кои што имаат потреба, слободно може да ни се јават, да контактираат со нас, или самите тука може да си подигнат пакетче и ние на дискретен начин можеме тоа пакетче да му го оставиме во нивниот дом. Значи ќе напоменам, сиромаштијата не е срамота, туку срамота е тој што има, а да не помага. Ние сме тука, се познаваме сите, па би било добро сите овие работи заедно, пошто не можем ниту јас, ниту мојот колега, ниту вие да помогнеме само ние тројца. Значи мораме сите да се вклучиме и сите еден на други ќе си помогнеме. Нешто да не сакате да надополните? Фала. Не, фала многу за вашата иницијатива што се потрудите на овој начин да помогнете, па се надевам и на разумот од луѓето да помагаме за сите да биде добро. Почитували тука некаде ова наша кратка посета на хуманитарниот магазин во Ладуништа, имавме можност, значи, да го посетиме просторов, да се запознаеме со луѓето кои што се одговорни веќе, кои што трошат дел од своето време во помагањето на оние луѓе кои што се повадени со економската криза. Се надевам дека бројот на таквите луѓе ќе се намали, и тоа сепак тоа е, мислам, што ќе биде, ќе биде. Значи, уште еднаш доре ви благодарам за ова ваше, се надевам дека доколку има некакви нови работи, новини што сте ги активирали, ќе ни се обратите, па да имаме можност малку повеќе да запознаеме јавност. Фала ви на вас, па со наредните активности толку имаме ќе ви информираме.